Нема никаква основа за покренување на тешка дисциплинска постапка, вели државниот обвинител откако вчера го добил предлогот за неговото разрешување. Коцевски ги отфрли наводите на владата за негово отповикување од функцијата и порача дека ќе се произнесе по сите точки од владиниот предлог во законскиот рок. Во текот на вчерашниот ден доставен ми беше предлогот од страна на Советот на јавни обвинители и во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. Владата, која е иницијатор на разрешувањето на државниот обвинител, досега го нема објавено целосниот текст на предлогот. Како причини наведе дека Коцевски направил крупни професионални грешки, неовластено давал информации за судски предмети, што довело до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Крајната одлука за разрешување ќе ја донесе собранието, а за разрешување на обвинителот ќе бидат потребни 61 глас од пратениците. Во меѓувреме, Коцевски се соочи со кривична пријава од суспендираниот виш обвинител Мустафа Хајрулахи. Кривичната е против Коцевски уште тројца обвинители за злоупотреба на службената положба и овластување. Што го слушнав од медиумите, до сега навистина чудна кривична пријава, барем ако е тоа содржината, дека наводно сите тројца обвинители се теретат за некакво соизвршителство, затоа што јавниот обвинител во Штип постапувал по предмет, односно за кривично дело по член 143, за кое што е запретена казна, за кое што е нужно да се води истрага. Тоа не може во никој случај да биде никаков основ за кривична одговорност. Коцевски беше избран од собранието пред една година, има мандат од 6 години. Според законот, владата може до собранието да достави предлог за предвремено разрешување на јавниот обвинител по претходно мислење од Советот на јавните обвинители. Законот предвидува два основи за предвремено разрешување, ако е член на политичка партија или ако направи тешка дисциплинска повреда. Опозицијата пак смета дека зад разрешувањето на обвинителот се крие опит за партизација.